слушуваме оваа книга Гимназиум, која е издадена од 2003 година. Како ја размножувавме умноста, тогаш едицијата се викаше Лицеум, текстовите се објавени во лик во весникот Нова Македонија од 27.2.1999 до 21.3.2001 година и во списанието на Матицата на иселениците Македонија. Последните три текста се објавени во списанието Комплетна. Значи, тоа се текстови кога се биеше битка за македонскиот идентитет. Пројдено е доста време, нели? Како што гледате, стихови од пророштвата на Нострадамус. Непријателите се далеко од силата, крепоста е донесена со двоколки, ѕидините над Бургес се ронат од врвот, кога Херкул Македонецот ќе го нападне. Ето, тоа е првото, кои се поместени. Второто е големата битка се подготвува за Ненси. Македонецот ќе рече, јас ќе ги покорам сите. Британија се скрби за вино и сол на работ. И Филип II нема да го задржи мец за долго. И третото пророштво, Македонецот ќе ги премине Пиринеите во март. Нарбона нема да одолее. Тој ќе ги разнесува своите сплетки по копно и море. Наметнатите нема да има каде да се сокријат. Одиме да изучиме оваа книга, зашто некои настани денеска се случуваат, дојдоа некои други историчари, пишуваат нешто. Со театарот скрби утека кој практично е укинат од културните институции во финансирањето. Повеќе години не можеме да добиеме културни, како да кажеме, проекти. 20 на години речиси книга не можам да поминам од државни институции. Оваа година конкурирав. Сега сме на жалбена постапка. Првиот текст е 29 страна. Блазе тебе трендафиле. Го фати провидението. Следуваше длабока тевна, тегобност и потоа се јавуваа виденијата, страданијата. Настраданиот се издиша, ја присобра душата. Беше смајан, хомеруваше низ историјата. Персија, рече. Персија ќе дојде во Македонија. Офна. Нострадамус повторно имаше богојавление, капна една солза, го облеа синоста, се попрска со вода синокница и се свена на синијата, дојде во сегашноста. Потоа светските историописци ги толкуваа виденијата, тоа значело едно, ова значело друго. Персија ќе дојде во Македонија, запишал Нострадамус. Илјадници години пред тоа Македонија беше дошла во Персија. Македонецот го освои светот, го порази Дарий третиот персијанецот, воведуваше еднаквост и братство меѓу народите, го облагородуваше македонскиот дух, претворајќи го во светост и светкост. Македонија беше во Персија, беше во светот, го водеше светот, се обидуваше да го обединува. Боже, очисти ме мене грешниот и помилуј ме, прошепоти. Ги виде македонците како ги распнуваат, ги зграѓанисуваат, ги словенисуваат, им ја думаа дуријата по римско, по елинско, по византиско, по турско, по партизанско, по коминтернат им го прават тоа со демократија, мултикултура, граѓанизам, посожителски, по белосветските принципи на исчезнувањето, рамковен, пржински, преспански дели, подели, раздели, му стежна душата. Офна, блазе тебе трендафиле, му се обрати виденијето, тажиш, си омекнал како презрена крушка, ровариш по идентитетот. Гледаше безизразно низ себе, потоа се слизна на софрата, Нострадамус ги прекина страданијата, заспа, блазе тебе трендафиле. Поспи си ке ти лекне, продолжуваше виденијето. Потоа на авторот му побегна мислата. Мислата доби потреба да излезе, рипна низ прозорецот, се изгуби долу на улицата, излегов по неа, ме виде долу, почна да бега.
Свртевме 3 круга околу Собраниската тврдина, потоа ја оставив да забегува. Беше богојавление. Го фрлаа крст од дворечниот бог Вардар, некогашниот широкоструен аксии, Хомер или Илиада, исто како пеонците што го фрлаат царот. Македонските жени понатаму по селата ткаеа персиски килими на разбојчињата и понатаму можеше да се сретне женското име Персан из македонскиот народец и понатаму се препрочитуваат на Нострадамус, страданијата. Персија ќе дојде во Македонија, запишал, историска отплата на македонскиот долг. Иако не се работи за персијанците на Дари, ниту за Садам Хусейн, туку за религиска сила која се обидува да ја преплоди Македонија, ќе биде тоа уште еден обид. Јаловино, после римското, лажното елинско, византоидноста, османлиството, словенштината, партизанското, доаѓа демонкратското, натосаното европејство и Содома и Гомора пред второто Христово пришествие. Од митолошката Македонска империја до нашава република, од Македон, како син на Зеус, до она што не чека за да не бидеме било кој, било каде, за било што. Кога има пошто, нема зошто. Кога има зошто, нема пошто. Нешто заради ништото. Македонските моми ткајат персиски килими, се уште некое име има, некое чупе се именува Перса. Нострадамус престана да страда во земново време. Персија дојде во Македонија, кралство за Котито, македонска, предхристијанска, така да речена божица на плодноста, се коти, се породува, се раскотува Котито. И ние живи сме, тука сме, Котито. Тука сме, кај сме, под која крушка. Не чека Нострадамусовата слабост, блазе тебе трендафиле. Ти побегнала думата, барем има што да ти забегува. Една забегана мисла демне околу Собраниската зграда и стрпливо ја чека Персија, за да може да и надојде на Македонија. Честито богојавление, македонци мои, или блазе тебе трендафиле. Богојавление апостол Павле, кој го сонуваше македонецот. Дела 15-14, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, вели Таткото Небесен, а потоа веднаш следната страница 16-9 дела, апостол Павле го сонува македонецот. Се разбира од платата на долговите на нашите предци со Александар, кои го ограбеле еврејскиот храм, забранувале да се нарекуваат евреи. Гревот што го носат. Ги запалиле книгите, им забранувале да зборуваат еврејски јазик. Сето тоа се случува 2000 години во Македонија, но немате духовен водач за да ви каже дека треба да се покае тој грев, за да не ви се преповторува уште 2000 следните 2000 години. Се разбира, ако не е дојдено времето за второто Христово пришествие. Амин. Страна 32 ја зачуваме оваа книга, заборавајќи ја првоста. Верувам во македонците, во својот народ. Се помоли Филип второто. Му се молеше на Зеус. Второто име за Зеус, например, е Драј Патер, добар татко. Со погледот кон Олим, потоа го поведе бојот. Долина на реката Кемфис, 2 август 338 од македонската голема ера. Македонците имаат 30.000 пешадери и 2000 коњаници, а пакатинците и тебанците имаа 40.000 пешадери и 2000 коњаница. Тогаш прв пат царскиот син Александар ја поведе славената тесалиска коњаница. Мајката историја запишала дека тогаш македонците убивале не само со копјата, туку со поглед. Беа убиени 1000 пленети, 2000 атинци и тебанци. Тогаш македонците тргнаа да го освојуваат светот. Беше започнувањето на периодот на македонската доминација. Беше 2 август 338. Беше сончев ден, светол ден, Илин ден. Пророкот Илија живеел околу 900 години пред Исуса Христа. Тој од прилика периодот на владењето на македонскиот цар Каран, 825-797 година пред нашата ера. Во него се пренесени многу елементи од врховниот бог на предхристијанската религија, Зеус на македонското митолошко царство од гората Олимп, бидејќи кога бие Тровија, тој ја подготвува колата со 2 пара прелесни коњи за да ја стаса ламјата, за да ја убие ламјата
шета со златна кола по белиот свод и фрла огнени стрели, тој светлозрачното сонце, орел што го пара небото, светлозрачната звезда Деница и неговите две сестри Марија и Магда. Видете го интересен моментот. Марија и Магда, и ние го имаме сега дека Илија е всушност тој што треба да дојде, да го најави второто Христово пришествие. Инаку на современ грчки Хелиос и Илија значи сонце. Беше македонски ден, беше почит ако сонцето, беше Илинден. Се славеше празникот во чест на светецот и македонските обиди, Крушево, Свети Прохор Пчински, 2 август 1999-та, прв пат, втор пат, трет пат. Житар 1999-та, Свети Илија маваше со буздованот бркајки аламијата за да не ни ги испасе житата. Тогаш треска удира громот ровијата. Филип второто онемен озграгорено седи на еден облак и се чуди. Не може да разбере зошто се премолчува првиот Илинден. Зошто се заборава, не се слави битката кај Херонеја, зошто не се споменува првиот Илинден, ако ја зборуваме за првост, ако зборуваме. Македонскиот цар Филип II го поздравува собранието и народот атински. Македонскиот цар Филип II или Филип царот на македонците го поздравува тебанскиот народ. Така им се обраќаше на оние кои ги разби на Херонеја, седи смолчено и се разнебитува, се јадосува, не можејќи да разбере какви се овие, каква е оваа Македонија, кои се овие македонци кои си ја кријат самите од себе својата илинденска победа, славејќи ги само вториот и третиот Илинден кои завршија со гибел и порази. Какви македонци сте вие? Ме праша. Полумакедонци, четврт македонци, македонци од 19. век, илинденски македонци, крушевски македонци, партизански македонци, коминтерната и другите македонци, екзархиска макеница од македонци. Какви македонци сте вие? Јас денес ќе ви речам Исус Христови, зашто Исус е цар на македонците. Тој не запишал, не создал, не именувал, не избрал да бидеме избран сад. Светна молња, се спушти сводот, се разбира, тогаш не бев утврден во Исус Христос, кога го пишав овој текст, се спушти сводот, удри некаде, плисна дожд, грмеше, удри ровје отаде планините, овде удри гром во Мавро, изгоре една елка. Свети Илија ја потера колата, ги подинаше прелесните ата и ја демнеше ламијата, фрли со буздоганот, блесок татнеш ровесание екот. Филип второто исчезна во невремето. Беше втори житар 1999-тото, последниот Илинден пред 2000-та, златната кола на Свети Илија го параше сводот. Повторно македонската прослава го изостави првиот победоносниот Илинден од официјалната прослава, греф е тоа кон Бог и кон сопствениот народ, да се откажуваш од себе си. Тој ги дал имињата Господ Исус Христос на народите. Кога се откажуваш од сопственото име, се откажуваш од Исуса. И ќе живееш во проклетство, чеда на проклетството. Долго откако Филип, таткото на големиот Александар си замина, ме јадеше проклетилото на прашањето какви македонци сме ние, кога толку едноставно се откажуваме и забораваме. Одговорете си самите. Во името на првиот сончев ден на македонскиот народ, Илинден, Илија е оној што ќе го најави второто Христово пришествие, се уште не ја стасал македонската ламија, тој Свети Илија, громовникот Божји. Тој е Илија што треба да дојде. Зборува за Јован, кој ќе го најави второто армакедонските слави. 35-та страна ја озвучуваме оваа книга, да оставим уште некој македонски трак пред да дојде второто Христово пришествие за македонското престорување. Стоеа така едните наспроти друзите во Солунското поле и се пулеа така меѓу себе. Едните мокри од препливувањето од нареката или Дунав, другите врекнати да се ги видат братучедите им. Што сте вие, ги прашаа едните на другите. Словени, одговорија едните, другите. Што се пак вие, прашаа другите. Македонци, одговорија едните. Потоа настана несекојдневен молк, штама, чиниш траеше цела вечност. Оваа сцена е поместена во представата
олесни, разреши, прости, која игравме. И на вистина ја гледаш и меѓународна публика река ваква представа не сме виделе. Знаете каде што ја раскинувавме македонската клетва. Потоа настана несекојдневен молк, штамач и ниш траеше цела вечност. Потоа некој од нив предложи, ајде да се обединиме од сега и овде и да бидеме и македонци и словени. По тој предлог настана општонародна веселба, се заигра орото, пукнаа тапаните, зурлите, се отворија бочевите со вино и ракија, проклокотено вино, вистински деноноси, древно македонско вино, се викаа пеаните, химните, се играа ората, редеа баптите, свештенослужителките, се веселеше народот стана да јаде, да пие, па стана да игра. Пишано во Новиот Завет. До самите зори, како што е редот во чест на доносителките на денот, деноносиите. И од тогаш тој народ го завикаа славо македонци. Се разбира, и јас бев таму, учествував во ритуалот на обединувањето, играв, пеев и испив највеќе од виното, наполнив една торба со храна да ви донесам, ама попат ме нападна едни диви кучиња историски. Се ми изедоа, ништо не ви оставив. Оваа бајка ја запишал Константин Порфирогенет во своите писанија. Како словените го препливале Дунав со трски, одеднаш го довтасале Солунското поле. Како не му текна дека оделе по вода, како Исус Христос ќе направил поголемо проклетило. Може би таа сторија ќе успееше да не се родеше Макс Фасмер, да не ја напишеше својата книга Да Slaven, Die Slaven in Greitschland, Das tut mir leid. Es ist gegen die Geister. Во неја е запишан зборот склавонаја или склаве Trinken Sie ein Glas Wein mit mir? Nein, ich trinke eine Limonade. Во неја е запишан зборот склавони или склаве како топоним романско-латински со значење на територијална административна област. Не е тоа име на народ, нели по поразот на Пит на македонскиот цар Персеј. Римјаните ја делат Македонија на 4 склавини и Словени 2 век пред нашата ера, без можност за било каква комуникација, нели во стилот раздели па македонствувај. Им беше забрането дури исклопување бракови на македонците од подарените склавини, а пак мажите со машки деца до 15 години доброволно морале да заминат од Македонија, да ја преминат реката Дунав и ете се тие украинци, украј таму и русите. Всушност тогаш започнаа првите преселби на тие склавини и словени кои бегаа од Македонија накај Карпатите за да се спасат од римскиот терор. Во тој контекст, ослобувањето на избеганите браќа од страна на светите македонски браќа Кирил и Методи добива логична следственост. Нивното пословување, благословување со Божјите македонски слова дадени, Константин Порфирогенет го употреби историјата на доминација со словенскиот македонски синдром за препливувањето на Дунав и првото појавување како словени на македонскиот полуостров. А како знаеле дека се вика македонски? Например, Пелагонија, пелагонци, име спомнато кај Хомер, како знаеле дека се тие пелагонци, Питола и Прилеп? Иако тие божемни словени, иако Пелагон му е Акси му е син на Акси, тој е интересен момент, наречен реката Вардар. Иако тие божемни словени не оставиле никакви артефакти од оружје, прибори, алатки, гробови, не баре биле птици како силјан штркот. Долетале препливувајќи се и се престориле во македонци. Летај, силјане, летај. Долго во ноќта татнеше македонската веселба во Солунското поле и јас бев таму, но не се опијанив како Константин П. Ви го приложувам простиот македонски збор слово, славен, солаво, тоа не е солавот, или латинско-романски топоним според Макс Фасмер. Синоними за македонците, нели слично како и илирите и траките. Останете ми арни и благословени, ар македонци мои. Одиме за че озвучуваме оваа книга. Гимназиум го множи умот, го размножува умот за македонското имање, тоа е последниот досок кој го isчитаме. Излезе од белата македонска историска книга од заборавените тефтери. Ми проникна во мислата ме втренчи Георгија, како што го дал Господ Бог Севишниот, софистот. Ако го нема тоа што постои, ми рече, како тогаш може да постои тоа што го нема? Тоа што го нема. Одзвони неговиот глас, се одзва од зидовите на собата, на стајата, на стоата. Не се работеше за стоичката македонска филозофска школа, се работеше за софистите. Зад него демнеше Протагора.
Беше тоа втората половина од 5-тиот, почетокот на 6-тиот век од македонската голема ера пред нашата, пред Господ Исус Христос да се овоплоти во тело. Ако го нема тоа што постои, како тогаш може да постои тоа што го нема, ми рече. Беше еден од софистите, мудрец, учител, мислител или мудрост на кој на јазикот Софија, можеби тоа ќе беше така, како што пишува во белосветските речници, да не беа островите во Белото море. Самос, Родос, Делос, Корфос, Тасос, меѓу другите со македонски именца, се наоѓа и островот Мудрост на турскиот брег на Егеот. Едното толкување додека Дионис двоносениот деноносец ги крстел островите кога си пловел со својата лодка. Другото дека фамозните карпатски словени го препливале Белото море, мислејќи дека го мудрувајќи дека го препливуваат Дунав. Сеедно и двете толкувања упатуваат на македонецот. Софистичкото искуство е древно, но предизвикува омраза, крескаше Платон. Затоа се предаваше како поезија Хомер, Хесиод, Симонид, или како религиозно таинство Орфеј и Музеј. И така, софистичкото искуство се рецитираше по празници како народна литература со корени во теологијата, антропологијата, космогенијата. Се работеше за учење за раѓањето и лично спасение пред смртта. Традиција која продолжува во современиот живот на Балканот. Орфеј и древно-балканска митологија, Б. Богданов, Софија, 91. О, македонци! Дали првим беше Орфеј или орфизмот, воопшто не е важно, но факт е дека тој произлегува од деноносиите, обредните игри на македонците, односно таа повеќе милениумска традиција да се живее во единство со Таткото Небесен, Драј Патер, нели, како што вели Ребека Вез во својата книга, која била во Македонија, американска новинарка, културата во Македонија, не е технички трик, туку е духовно поврзано со Создателот, со Таткото Небесен. Или се е ефир, здив и Таткото и Синот, Хрисип Стоикот. Пазете го ова, Хрисип Стоикот. Недостасува само Светиот Дух, ако не го сметате дека ефир, куп жреци кои пророкуваат и чистат греови. Светиот Дух се објавувал и предходно кај одредени народи избрани, кои ги подготвувал како македонците да бидат избран сад на Господ Исус Христос, запишан во Светото писмо, кое не се брише. Македономрсци, слушате ли? Ете, тргнавме од софистите и патот не одведе до македонскиот народ, но дека зборот Софија значи мудрост на некаков фамозен старогрчки, постои остров што буквално се нарекува мудрост во Егеот син. Или кратки се нозете на лагата. Ако го нема тоа што постои, како тогаш може да постои тоа што го нема? Да суштествува, ми рече, ако ги нема македонците, како тогаш можат да постојат грчките, бугарските, славо и најново илиро македонците? Размислувате ли вие, македонци мои? Ја затворив белата македонска историска заборавена книга. Беше тоа Ѓорѓија 5 век пред нашата ера или од македонската голема ера. Зад него демнеше Протагора. Орфејството и софизмот е традиција која продолжува во современиот живот на Балканот. Тоа е второто име за македонскиот полуостров. Се разбира, сето тоа е потврдено откако Исус Христос дојде во Македонија и им помогна на македонците и од тука се расшири по цела Европа и низ светот. Те сакаме, Господе Исусе Христе, ти си цар на македонците. И последното го читаме, оваа книга, Тихомир Стојановски, за денеска 39-та страна, каде царува абсурдот. Дојдоа скоро сите роднини, братот од Белград, внуците од Софија, децата од Австралија, не стасаа само солунците, гораните, преспанците, за македонството да биде потполно. Дента кога се гласаше, бев на погреб. Вие да сте живи и здрави, се слушаше таговно во капелата, потоа отидов да гласам. Дали е подобро да се пие тутун надвор или внатре? Се двоумеше председателот на изборниот одбор. Представникот на опозицијата се тувкаше леводесно дека изборната кутија треба да биде положена пред него. Испив 3 кафиња на сметка на државата. Потоа ме заменија, кинисав на погребот. Вие да сте живи и здрави, ни изразуваа сочувство во капелата. Се собраа раселениот македонски народ,
Роднините на починатата од Белград, Софија, Австралија, разнебитениот од корнатиот македонски народ. На крстот ги пишуваше годините 1914 и 1999. Неколку пати ја имав прашано: "Што си ти, бабо?" Македонка, одговараше. 1914, кога ја черечеа Македонија белосветските сили и дивите словенковци, заграбив грст земја и ја фрлив во хумката дупката. Потоа отидов да гласам, отидов да наблюдувам, отидов, појдов. Тој се туфкаше дека кутијата требало да се стави баш пред неговиот нос. Боже, ми имало нешто да се помириса. Сепак изгласавме дека кутијата останува на средината. Дури и наблюдувачот од неговата партија гласаше против него. 4 млади чупиња беа вклучени во гласањето. Председателот на избирачкиот одбор и 3 наблюдувачки. Народ кој има ваква младина не треба да се грижи за својата иднина, рече другарот Тито. Кој Тито? Првиот, вториот, третиот. Нечемо македонце дати бугарима. Знаеш, често да каже кога доаѓаше во републикава: братство и единство, сожителство, заедништво, граѓанизам, мултиетништво, мултикултура. Само да ја нема Македонија. Почина баба ми Рилка кога се гласаше за председател на републикава, родена 1914. Време кога се парчосуваше Македонија. Се собравме сите роднини од сите страни на Македонија: Софија, Белград, Австралија. Вие да сте живи, здрави, не тешеа. Потоа отидов да гласам, па да наблюдувам. Потоа отидов. Мој Алберт Ками. Сега станува појасно каде царува апсурдот. Тој малечок македонски и по Тито, истото. Како до сега, викаш еден од овој блокот на кои сака да ја заграбат Македонија, ама почнаа да бегаат сега ако ги поапси нашиот премиер. Не останав на пребројувањето. Ме ожари болката, грст земја за која се гласа, за која се војува, за која се умира, болката од смртта. Но нели Исус ја победи смртта, армакедонци мои. Човекот кој ме замени е татко на 2 деца и е без работа во гласачкиот процес. Мој Ками, што знаеш ти за македонскиот апсурд? И се разбира, вие да сте живи и здрави и болката од смртта, но нели Исус ја победи смртта. Дојдоа скоро сите, од Софија, Белград, Солун, Мала Преспа, Австралија. Колкава си, Македонијо. Потоа отидовме на гласањето. Потоа се случија сиве овие работи на предавство, понижување на македонците, убиства, колежи, плячки, грабеж, палење, гибел, чеда на проклетството. И најсетне упреку, потоа ќе биде армакедонските слави за Фатија, второто Христово пришествие, каде секој ќе одговара. По делата ќе биде суден за секој лош збор, за секое дело. Армакедонци мои, каде царува апсурдот.